Едно лице загинало, а десетина други биле повредени кога комбе удрило во пешаци во близина на една џамија во северниот дел на Лондон. Инцидентот кој се случил 15 минути по полнок се истражува како можен терористички акт. Едно лице загинало на самото место, соопшти лондонската полиција, додавајќи дека 8 луѓе биле пренесени во 3 болници, додека 2 други имале помали повреди. 48 годишниот возач на комбето, како што соопшти полицијата, бил задржан од луѓето кои биле таму за време на инцидентот, а потоа и приведен од полицајците. Британскиот муслимански совет најпрви на Твитер јави дека инцидентот се случи кога едно комбе намерно удрило во верници кои ја напуштале џамијата. Но потоа исто така на Твитер муслиманскиот совет напиша дека инцидентот се случил пред муслиманскиот социјален дом блиску до џамијата. Мохамед Мохидин, еден од сведоците на настанот, рече: coming straight towards all the Muslims, and as he's coming to them, he hit all of them, and I think one of them died. One of them died straight away. One of them died, and then the rest are in a bad condition. Една наименувана жена за новинската агенција Reuters пак во врска со инцидентот изјави: In the mosque pray, it's Ramadan, we don't need this. You know, I don't know why they're doing this. So upsetting. Џамијата во чија близина се случи инцидентот своевремено беше поврзувана со радикалната муслиманска идеологија, особено по нападите врз Соединетите држави на 11 септември 2001 година. По незиното затворање таа се реорганизира и не беше поврзувана со некакви екстремистички погледи. Британската премиерка Тереза Меј изрази жалење за како што оцени овој страшен инцидент. Лидерот на опозицијската лабористичка партија Джереми Корбин пак изјави дека е тотално шокиран. Британските граѓани се на крајот од нервите по неколкуте последни терористички напади, вклучувајќи го и оној на 3 јуни кога во Лондон тројца напаѓачи најпрвин со комбе, а потоа со ножеви убија 8 луѓе. Напаѓачите беа убиени од полицијата.